Со нова доза на свежи информации, нова можност заедно да комуницираме, го почнувам ова ново продолжение од Фактор Здравје. Новите работи ќе бидат карактеристики и на денешната емисија и доколку сакате да бидете во контекст на нашето мото "Мислете на себе", ве поканувам до крај да останете со Фактор Здравје. Ви посакувам добар ден и добре дојде. Ако болката е најчестиот симптом кој што се јавува кај општата популација, тогаш најчестата состојба со која што се среќаваат луѓето ширум светот е зголеменото ниво на телесна тежина. Оваа состојба е проблем кој што веќе е номенклатуриран и веќе се припишува како дијагноза, односно се третира како болест, е се уште проблем без оглед на тоа дали е медицински или естетски пред се индициран. Она на што денеска ќе ставиме акцент и посебно внимание ќе посветиме во Фактор Здравје е брзото и трајно слабење со липосукцијската исхрана. Уште еден факт кој што оди кон зголеменото ниво на телесна тежина е се поголемата и почестата контраиндикација во однос на некои хируршки интервенции кои што се индицирани кај некои лица, а тоа значи дека зголеменото ниво на телесна тежина е проблемот заради кој специјалистите хирурзи најчесто ги чекаат или ги оставаат на рок да ослабат овие пациенти, а потоа врз нив да биде извршена определената или индицираната хируршка интервенција. За оваа категорија посебно денеска ќе дадеме акцент преку емисијата и темата и затоа на почеток со особено внимание и со огромно задоволство ви го најавувам гостувањето и пред се вашата гостинка ова претпладне во Фактор Здравје, доктор Валентина Крстеска, која што е раководител на Липодиет центарот од Скопје. Добар ден, доктор Крстеска, добро дојдовте и сигурно ќе се согласите со овие воведни поенти за кои што и ќе дадеме акцент, но и се присутни и кај вашите клиенти кои што доаѓаат во Липодиет центарот во Скопје. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Ова што го кажавте во уводот, ќе го објасниме во текот на изложувањето дека се повеќе и повеќе пациенти кои што се во програма за некоја хируршка интервенција имаат проблем со дебелината и мора прво да ги изгубат килограмите за да се подвргнат на некоја соодветна операција. Сигурно и она што секогаш е интересно, имате нови работи и сигурно има нешто ново кое што би сакале јавно да го споделите, освен задоволните корисници, што има друго ново во Липодиет центарот во Скопје. Липосукцијската исхрана е една проверена и сигурна програма по која ние се придржуваме сите овие години. Меѓутоа, од време на време имаме и некои новини, така да во последните месеци правиме дополнителни анализи на состојбата на телото со анализатор, квантен магнетен анализатор и во текот на консултациите, додека се на нашата програма, еднаш го правиме ова испитување. Со тоа сигурно и палетата на бесплатни совети и испитувања која што ја нудите на клиентите се збогатува. Благодарам за оваа воведна информација и запознавање што е ново, а вие веќе од овој момент можете, доколку имате прашања, да се обратите кај тимот во Липодиет центарот во Скопје на 070 535 033. Ве поканувам до крај да бидете со Фактор Здравје и да споделувате со нас информации од една страна, а од друга страна и да поставите прашање за да добиете адекватен и сеопшт одговор од доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот во Скопје, кој што ви стои на располагање секојдневно за бесплатни совети, закажување термини и запознавање подетално со овој протокол на исхрана на 070 535 033 и дополнително нивната адреса е во центарот на Скопје спроти поранешен Макдоналдс на улицата Димитрije Чуповски број 22 во Скопје. Она што го кажавме на почетокот, а тоа веќе го воспоставивме и уште еднаш сакам да го потенцирам како факт, е дека липосукцијската исхрана нуди брзо и трајно слабење, но за да го верификуваме тоа и со факти да го докажеме што всушност представува оваа исхрана и како се почнува овој протокол на исхрана. Липосукцијската исхрана е диетотераписки третман за намалување на вишок на килограми, топење на вишокот на масно ткиво и сменување на навиките на исхрана. Еден здрав начин на исхрана, која што во себе го обединува сето она што е најдобро од медитеранската исхрана, меѓутоа со додатоци на суплементи кои што помагаат во првите 2 недели од оваа програма на еден здрав и сигурен начин
телото ги стопи килограмите и да се добие посакуваната фигура. Тоа значи дека во основа не го зборуваме или не го споменуваме зборот диета, бидејќи ова рековте е режим на исхрана, практично менување на навиките и ги споменувате честопати мастите или протеините, кои што претпоставувам за сметка на јагленохидратите овде доминираат. Точно. Липосукциската исхрана е начин на исхрана, не е тоа диета, бидејќи не само што се губат килограмите и масното ткиво, туку луѓето добиваат понатамошни совети и препораки како на здрав и сигурен начин да се хранат, за да не ги вратат изгубените килограми, да се избегне јојо ефектот и понатака да на здрав начин да ги одржуваат тие килограми што ги изгубиле. Затоа во програмата на липосукциска исхрана повеќе се застапени здравите масти во комбинација со протеините, многу мал дел на јагленохидрати, меѓутоа без шекери. Веќе имаме чинам некого на линија, да го вклучиме. Дали сте се уште тука? Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте. Кое е вашето прашање? Добро го најдовте. Јас имам прашање од гостинката. Да, поставете го. Јас имав тежина 75 кила. Меѓутоа почнав на оваа диета. Мислам исхрана, не диета. Добро. И за неколку време, мислам, дојдов до 63 кила. Добро. Да ја кажам на гостинката дека јас имам проблем со тироидната жлезда, имам хипотироза. Значи намалена работа на тироидната жлезда имате? Да. И сакам да ја прашам за исхраната. Слушам од некои нејзини колешки, а тоа доктор не ми го е кажал, дека не треба да јадам зелка и тоа што е во семејството на зелката. Добро. И леќа. Ако може и ако сака да ме одговори. Многу фала однапред. Благодарам и за вашиот интерес и споделувањето на личното искуство како корисник на липосукциската исхрана и претпоставувам дека ја одржува телесната тежина. Благодариме на гледачката. Убаво што се јави за како пример дека и луѓе кои што имаат хипотиреоза, кои што се на терапија субституциона, а имаат вишок на килограми, можат да ги намалат килограмите. Ова е убав пример. Значи, дисциплинирана била гледачката, ги намалила, ги одржува. Сега прашањето е во врска на исхраната за тироидната жлезда. И посебно тие намирници што ги спомена. Не е скроз забрането, она што и го кажале. Меѓутоа треба по мала количина и во текот на месецот еднаш до 2 пати. Значи сите тие намирници од таа група можат да се јадат само еднаш во текот на неделата, а во нашиот протокол за исхрана, што го има добиено гледачката, има упатство како и што да се храни понатака. Нека го прочита, ако нешто не е јасно, може слободно да се јави. Да, она што го кажа господјата како проблем хипотиреидозата се надоврзува на воведот и она што вие веќе го потврдивте, дека лицата кои што имаат индикација за некоја хируршка интервенција, а се со поголема телесна тежина, односно се дебели, тоа најчесто е контраиндикација и вашите колеги, лекари, специјалисти хирурзи ја одложуваат таа интервенција додека не се стави телото во некој ред, односно не се намали нивото на телесна тежина. Дали како група на пациенти и група на луѓе тие се индицирани, односно може да ја применат липосукциската исхрана? Имате ли протокол за нив? Веќе овдека отвараме едно ново прашање кој што е многу битно, интересно и значајно, дека сите луѓе кои што чекаат за некоја хируршка интервенција, а нив ги има многу, поготово дали се тоа од ортопедските операции, најмногу операции на колено, на колк, на лумбалниот дел, од кичмениот столб, или некоја интернистичка операција, операција на жолчка или на срце, сите тие кои имаат вишок на килограми добиваат совет од нивните хирурзи дека прво треба да ја намалат својата тежина и тоа е потребно за да може оперативниот захват да помине многу полесно, а поготово онај период постоперативно. Исто така, морам да ги спомнам и колегите гинеколози, кои што ги препорачуваат нивните пациентки, кои што се на подпомогнато вештачко оплодување, а имаат вишок на килограми, да
прво ги намалат килограмите, за да може да биде тоа оплодување успешно. Ние имаме вакви примери и од едната и од другата група, каде што пациенти кои што треба да бидат на операција, дошле, ја ги намалиле своите килограми и после имале успешен оперативен захват. Да, ова го зборуваме дека не само како естетски и медицински индицирана липосукцијската исхрана, како што и вие рековте, отвара ново подрачје или поле каде што лицата кои што имаат вишок на телесна тежина, а треба врз нив да биде извршена хируршка интервенција, може со овој протокол да тоа успешно го направат, без јојо ефект, трајно и брзо. Да, ние секој ден го прошируваме кругот на сите оние кои што можат да ја применуваат липосукцијската исхрана. Не само во однос на возраста, или од 18 нагоре веќе. Меѓутоа, со тек на време ние имаме и под 18 години, како што кажав, ја проширевме таа програма, направивме некои промени за да бидат адаптирани и за онаа популација која што е под 18 години, веќе имаме позитивни резултати за деца и од 15-16 години, кои што успеале да ги намалат килограмите, понатаму да не ги заборавиме и возрастните, значи сениор групата, каде што имаме и за нив посебна програма вака за пациенти со хипотиреоза или некои други заболувања, што значи офаќаме голем круг на популација. Сигурно, она што го кажав и јас, дека дебелината или вишокот на телесна тежина и како проблем веќе е влезен и во номенклатура на болести, како болест веќе се смета, не е само проблем. Овде само алудирам, бидејќи сме на неколку дена од зимата, официјално календарски, помалку од 20-тина, од друга страна многу прослави помина пред нас период. Исто така е на прослави, каде што можеби не многу се внимава на јадењето, дали овој период кога од ваш стручен аспект е соодветно време да се почне со овој протокол на исхрана? Па, протоколот за липосукцијска исхрана е соодветен во текот на целата година. Меѓутоа, во овој период исто така е многу згодно и се препорачува токму поради тоа што доаѓа период на празници, кога луѓето малце повеќе си дозволуваат во внесување на исхраната, кога не внимаваат она што го внесуваат, да. И сега имаат време во овој период од овие 2 недели, колку што трае првата фаза на липосукцијската исхрана, да го припремат телото, да намалат од вишокот на килограми, за да може после тоа слободно ние им правиме програми што може да внесуваат, што може да си дозволат во тие денови, па да можат да уживаат и во празниците. Да, вториот дел од емисијата ќе го отстапиме токму на деталите во однос на протоколот и само уште едно прашање во овој прв дел од емисијата, бидејќи дебелината ја споменуваме секогаш како проблем, колку таа е опасна во денешно време, какви се компликациите кои што таа може да ги предизвика? Дебелината прво сама за себе е болест. Знаеме дека веќе е класифицирана и во шифрарникот за болести. Меѓутоа, таа е карактеристична затоа што предизвикува и е поврзана со редица други заболувања. Со некои заболувања во директна поврзаност, како што е диабетот, ќе почнеме од диабетот и диабет тип 1 и диабет тип 2, понатаму со метаболниот синдром, кој што во последно време е се повеќе зачестен, затоа што тој е еден збир на симптоми, кои што ја опфаќа прво дебелината, централната поставеност на масните наслаги околу стомакот, високиот крвен притисок и високите масноти во крвта. Значи, метаболниот синдром, диабетот. Понатака, сите промени на крвните садови, почнувајќи од високиот притисок, маснотиите во крвта, артеросклеротична болест, опасностите од срцев и мозочен удар, проблемите со плиткото дишење, подигање на диафрагмата и ноќната апнеа, проблемите со движење, проблемите на зглобовите и на крај целулитот како естетски проблем. Да, благодарам за овој прв дел од емисијата и разговорот, а јас ве потсетувам дека Липодиет центарот од Скопје, начело со доктор Валентина Крстеска и тимот кој што таму секојдневно ви стои на располагање, можете уште веднаш да го контактирате на 070 535 033, да ги посетите во центарот на градот спроти поранешен Макдоналдс и да се консултирате бесплатно, да добиете совет за тоа кога и како е најсоодветно да се почне овој протокол на исхрана, протокол кој што ви овозможува брзо и трајно слабење.
Задоволството да ве слушнеме и вас со ваши прашања и споделување на информации го очекуваме и добродојдени сте секогаш на 609195, односно 609194. Денешната тема, која ще обработуваме со доктор Валентина Крстеска, раководител на Липодиет центарот во Скопје, е насловена брзо и трајно слабење со липосукциската исхрана. Бидејќи рековме дека вториот дел од емисијата конкретно ќе го посветиме на протоколот со аминокиселини, за кои што веќе почнавме изборуваме, конкретно кажано, како се одвиваат тие две фази за кои што веќе споминавте факти и кога всушност е најсоодветно, дали период од годината нема значење, но еве, ден или одреден ден во седмицата, во работната недела, дали има значење кога да се почне? Па, кој кога сака може да почне. Целата програма трае 1 месец. Поделена е во две фази по 14 дена. И како што кажав, тоа е комбинација на медитеранската исхрана, она што е најдобро од медитеранската исхрана, комбинацијата на месо, риба и зеленчук и суплементи. Суплементите се аминокиселини, протеини, витамини, кои што се во два препарата, липоалфа и липобета. Сите оние кои што ја користеле нашава програма, добро го знаат ова. Липоалфа се кесички, кои што се раствораат во вода. Тука се витамините B6, B12, цик, тука се протеините од сурутката од млекото, многу богати со аминокиселини и многу важна состојка која што бубри во текот на пиењето, тоа е конџаглукоманан, полисахарид, влакна диететски и дават ситост. Остатокот се аминокиселини, тоа се 4 избалансирани аминокиселини кои што се потребни за организмот во текот на денот, го чуваат мускулното ткиво и не дозволуваат тонусот на кожата да се намали. Значи имаме еден спој на сето она нутритивно што му е потребно на организмот во текот на денот. Меѓутоа, калориски е ниска вредноста и тоа е она што се очекува и што енергетски е силна. Енергетски, да. Е богата, нутритивно е богата, со малку калории и тоа е основата на кој начин во текот на денот понатака во метаболизмот на мастите ќе почне топењето на мастите наслаки. Ова комбинација на суплементи и вечерниот оброк од месо, риба или зеленчук е во првите 2 недели. Дозволено е во текот на денот да се пијат и течности, вода, кафе без шекер, без млеко, чаеви, лимонада. А во втората половина, во вторите 2 недели, веќе имаме оброци 3 пати во текот на денот. Каде што ја враќаме сета исхрана, тогаш нема суплементи. Слабењето најмногу е во првите 2 недели, тие 7 до 10% од телесна тежина. Од почетната. Индивидуално зависи, затоа што реков имаме луѓе кои што се и возрастни, имаме и помлади, имаме со одредени заболувања. До крајот на месецот ја очекуваме оваа бројка, а ако се дисциплинирани и самосвесни и понатака, имаат упатство како да се однесуваат и понатаму да намалуваат од килограмите. Сигурно кажавте дека првите 2 седмици или првите 2 недели се најважни во однос на овој протокол. Дали тоа значи дека тука лежи тајната на некој начин или она што е најинтригантно во однос на успешноста и демистификацијата на липосукциската исхрана, дека на сметка на мастите, кои што се на сметка на јаглените хидрати, се извинувам, се земаат поголемо количество и ниво на масти, односно протеини, кои што ја даваат таа енергетска сила и на некој начин го држат во баланс целиот организам. Тоа е клучот на липосукциската исхрана, бидејќи се состои од поголем процент на здрави масти, протеините кои што се во нормална количина, многу мал дел на јагленохидрати кои што се внесуваат преку зеленчукот, али без шекери. На овај начин, енергијата која што организмот ја црпи секојдневно од шекерите, овдека е оневозможена, бидејќи таа енергија е со брзо согорување, многу кратко трае. После еден таков оброк богат со шекери, ние брзо огладнуваме и мораме повторно да јадеме. И повторно, брзо се согорува и тоа е така во текот на денот. Овдека тоа не се случува, бидејќи го немаме изворот на енергија од шекери, туку го тераме телото да ги согорува масните наслаги и да ја создава енергијата преку метаболизмот на масти во процесот на кетоза, кога се создаваат тие кетонски тела кои што се извор на енергија.
таа енергија е многу корисна за мозокот, за срцето, за мускулите и на тој начин од една страна сме сити, имаме енергија, можеме да ги извршуваме секојдневните обврски, а ги топиме масните наслаки. Додека зборувате, многу често се вртат фотографиите од задоволни корисници кои што сте ги имале и ќе ги имате сигурно во Липодиет центарот во Скопје, а она што е најмногу како интерес кој што го бараат луѓето е сигурно за колку време се ослабува и кој дел, еве кај жените, односно мажите, најмногу слабе, каде е тоа најевидентно, најочигледно? Ние имаме секој ден задоволни корисници, кажав и помлади и постари. Таа бројка се зголемува од ден на ден, се повеќе во текот на овие 5 години, надминуваме веќе и 2000 задоволни корисници само овдека во Македонија. Подеднакво се задоволни и машката и женската популација. Меѓутоа, наслагите на масното ткиво се разликува кај мажи и кај жени. Кај мажи е повеќе во горниот дел на телото, околу грбот и стомакот, а кај жените е во долниот дел, значи околу колковите, бутините и носете. Слабењето почнува прво со намалување на масните наслаги во предел на стомакот и грбот и многу битно да напоменам дека оние килограми кои што се ставиле во последните месеци, прво тие се губат. Значи, ако некој во последниот месец или два, или после празник, или после некој настан, или после летен одмор, ставил повеќе килограми, многу брзо и лесно ќе ги изгуби, отколку онај што бил во текот на животот цело време со вишок на килограми. Да потсетам уште еднаш, 070 535 033 е директниот телефонски број кој што ве поврзува со Липодиет центарот во Скопје за бесплатна консултација, совети и разјаснување на некои дилеми или пак ако сакате закажување на бесплатен термин, а сите вие кои што се со Фактор здравје слободно можете во живот да не контактирате и да побарате одговор од доктор Валентина Крстеска, која што денеска гостува во Фактор здравје во името на Липодиет центарот од Скопје, каде што е раководител и со која што зборуваме на тема брзо и трајно слабење со липосукциската исхрана. Кажавме дека брзо може да се ослаби, првиот месец или два пати по 2 седмици е тој протокол кој што го нудите, но што е она што во вториот дел на темата или она што значи трајно без јојо ефект, значи во однос на липосукциската исхрана. Што после првиот месец? Како да се одржат тие килограми кои што се намалени, да не се вратат? Точно. Нашата програма има неколку, да речам, видови, во зависност од личноста кој колку сака да изгуби од килограмите. Ако некој сака да изгуби многу повеќе, тогаш може да ја продолжи во текот на вториот месец. Во текот на вториот месец продолжува исто како што започнал. Меѓутоа, ако е веќе задоволен со она што го изгубил, а сака само да го задржи, ние имаме програма каде што го советуваме што понатака. Значи, не мора да ги зема овие наши суплименти, меѓутоа да се придржува по протоколот, веќе му се внесува појадок, се внесува 3 оброци во текот на денот, се враќа овошјето помалку, алкохолот, виното, така да со дисциплинираност и самосвесност и понатака ќе можат да си ги задржат тие килограми што ги изгубиле без да ставаат нови килограми. Да. Она што ме интересира, кажавте дека и повозрастните и оние кои што се помлади може да бидат клиенти или можат да побараат помош и совет со протоколот на липосукциската исхрана, но споменавте во еден дел од првиот дел од разговорот дека оние кои што не се полнолетни под 18 години ги ставате на овој третман и може да ослабат. Тука алудирам пред се на матурантите кои што за неколку месеци, Точно. половина година ќе имаат можеби најубавата ноќ во животот, твоето полнолетство и матурата. Дали и за нив нудите нешто? Точно, погрешниот начин на исхрана не ги одбегнува и оваа група на, да речам, на популација, тинеџерите кои што се повеќе и повеќе имаат проблем со вишокот на килограми поради тој нездрав начин на исхрана. Да, и неколку истражувања правеше Министерството за здравство кои што го потврдуваат ова што го зборувате. Исто така, многу е битно во таа популација, значи има тинеџери кои што се занимаваат и со спорт, а и покрај тоа имаат проблем со вишок килограми. Имаме во последно време имавме неколку такви случаеви каде што им направивме
правиме програми, иако имаа 15 и 16 години, паралелно со вежбањето, со спортската и физичката активност, само со еден оброк во текот на денот кој што го заменија со овие наши суплементи и 2 оброци од медитеранската исхрана ги постигнаа посакуваните резултати. Да. И одно што сакам да ве прашам, бидејќи во секој протокол на исхрана или режим или нов начин на исхрана, сигурно дека понекогаш мозокот сака или некоја личност да посегне по условно речено нешто што е забрането или недозволено. Дали Липо диет центарот и вие како раководител тука дозволувате на некој начин да се скршне од таа патека? И колку е тоа дозволено, во кои рамки? На почетокот не е дозволено затоа што ние ги учиме како да не дојди до таа желба, бидејќи во текот, како што кажав на денот, тие можат да пијат и напитоци, значи лимонада во која што може да се стави на доместок наместо шекер, стевија или на трен. Во напитокот може да се стави цимет, може да јадат салата од краставица во текот на денот, така да колку може да се придржуваат во првите 2 недели, малце е построго, а понатака им дозволуваме. Да. И она што сигурно е интересно кај повозрасната популација или лицата кои што најчесто од оваа група, зборувам над 65 годишна, за жал имаат некое хронично заболување, дали по автоматизам оваа група на луѓе на некој начин потешко ги топи килограмите со оглед на забавениот можеби метаболизам, медикаментозната терапија што ја земаат, како паралела со помладата популација? Нашето искуство покажа дека имаме успехи кај оваа група на луѓе. Посебна е програмата Senior програма, каде што трае 21 ден, еден оброк се заменува со нашите суплементи. Значи таму 3 седмици трае. 3 седмици трае. Подисциплинирани се луѓето и покрај тоа што имаат и одредени здравствени проблеми. Кај нив е поголем проблемот со движењето. Тие помалку се движат, имаат и други заболувања, меѓутоа така е ова убаво искомбинирано, каде што одговара во текот на денот таа програма и имаме доста добри резултати. Можам да ги пофалам сите кои што биле на оваа програма ослабеле. Да. И бидејќи липосукциската исхрана е достапна не само за лицата кои што рековте и се работоспособни, можеби се во пензија или немаат активност во текот на својот работен век го завршиле тоа, но и за популација која што е млада, значи и без оглед на професијата и без оглед на возраста, достапни сте за совети и за консултации бесплатни буквално во секој дел од текот на денот, но и онлайн што би се рекло на глобалната мрежа. Ние како тим, јас и мојата колешка, сме достапни за бесплатни консултации, може да се јават на телефон, може да дојдат директно во нашиот центар, каде што прво им се објаснува, добиваат одредени информации, а после понатака закажуваме термини, консултативни термини, исто така бесплатни, каде што им ги правиме програмите, каде што ја правиме анализата со квантниот магнетен анализатор, доаѓаат на мерење, на контрола, сето тоа и индивидуално работите. И индивидуално, да. И бидејќи како завршница на овој разговор, а да бидеме во контекст на она што е актуелно, есента и зимата која што за неколку дена доаѓа повторно, имунолошкиот систем е тој кој што многу често на некој начин прави падови и се зголемува во овој период. Дали дополнително и на тоа работите со оглед на фактот дека овие лица по автоматизам, нели, бидејќи се борат со вишокот на телесна тежина да ги намалат, имаат и предизвик да одржат високо ниво на имунолошки систем како основа за здрав живот во целина. Како што кажав, липосукциската исхрана во себе содржи витамини, B6, B12, цинк, меѓутоа бидејќи како што спомнавте овој период е период на зголемени настинки, ние препорачуваме и одредени дополнителни суплементи, меѓутоа нешто што во себе ќе содржи антиоксиданси, витамини, каде што со една капсула ќе може да се покријат потребите во текот на денот, може да се земе магнезиум, може да се земе препаратот G132 плюс натурал. Значи, антиоксидансите во комбинација со пиење на многу течности, чаеви, ќе може и липосукциската исхрана во овој зимски период да се користи. Без проблем. И пред моето последно прашање, дали имаме некого на линија? Добар ден. Ало? Добар ден, господи, одлично звучите. Добар ден, господине, добар ден до госпоѓата. Да. Добар ден. Од Неготино Марија на телефон. Да, ви благодарам, господја Марија, што сте со нас. Благодарам и на вас. Сакам да ја прашам, да ја поставам едно прашање на госпоѓата. Да. Дали примаат нарачки, затоа што јас немам слободно време да доаѓам за Скопје и таму третмани да се вршат, дали примаат они нарачки
и како се испорачуваат нарачките и за колку време би пристигнала до Неготино таа нарачка. Во секој случај јас ќе се јавам и таму, тајнив директно, меѓутоа еве сега, нели, пошто емисијата ви е од во живо и јавно да слушнете, така, да, сакам да ми каже господјата. Благодарам многу. Благодарам, господја Марија, и вам на интересот и убав ден и вам ви посакувам. И само како паралела и она што ќе го одговорите за господјата. Може, одмah ќе кажам, ние правиме достава низ цела Македонија, преку брза пошта, ќе ги добие одма во следниот ден, само да се јави на нашите телефони за да договориме начинот на плаќање, адресата и ќе ги добие дома на домашна адреса. Нема потреба дури ни да оди во пошта, нема потреба да доаѓа тука, ќе го добие упатството, ќе бидеме во контакт преку телефон цело време, така да може. Не мора и физички да Не доаѓа, мора, значи да. ако денес нарача, утре веќе ќе го има од Сабајле веќе го препаратот. има на домашна адреса. И пред да ви се заблагодарам, доктор Крстевска, сите оние кои што имаат интерес дали намерно или случајно да дојдат во липодиет центарот во Скопје за бесплатна консултација, треба со себе нешто да донесат во смисла на крвна слика, некои анализи или На почеток нека дојдат или нека се јават, веќе на првата консултација ќе одредиме, ќе одлучиме дали треба да се донеси нова крвна слика или некоја крвна слика што имаат. Важно е, не ги спомнавме, единствена контраиндикација е диабетот и интолеранцијата на лактоза и алергијата на млеко. Друго нема контраиндицирано. Да, благодарам уште еднаш Мола. за вашето присуство, за многуте корисни информации кои што ги презентиравте. Поздрав до колегите ваши во липодиет центарот во Скопје, првенствено колешката Маја, и повторно ве каниме да бидете дел од Фактор здравје. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Сите вие кои што сакате уште еднаш да потсетам да бидете во контакт со липодиет центарот од Скопје, ве поканувам да ги контактирате за бесплатна консултација, совети и закажување термини на 070-535-033. Со оваа информација ви благодарам за вниманието и соработката и денес и покана да бидете утре повторно со Фактор здравје. До тогаш имајте убав ден.